Мичи сега кога се врата таму, еве Ташковиќ кога се врати таму, веднаш го ангажира како понатамошен македонски министер во владата и исто ќе го направат и овие двајцата сега што се тука. И не гледам некој голем капацитет. Така. Значи не сте оптимист околу идејата на Македонија на економски план. Кога зборуваме за економијата, вие сте човек од село, од Струмичко, претпоставувам ваши интереси и земјоделството во Република Македонија. Оди ли во вистински правец земјоделството? Па еве сега, јас гледајќи ги овие, да кажеме, добро е што владата најавува дека рапидно ги зголемила тие субвенции, дотации, еве прават некои споредби, за разлика од претходната влада имала 600 милиони и сега биле 100 милиони од овие. Али сега гледајќи ги сите овие работи, малку е чудно што еве вечерва гледав некој прилог од Битола, пак штрајкуваат овие млекарите од оштетената млекарница Седмилк. Јас не знам за ние дадовме многу добар предлог како Народно движење. Го знам, тој предлог многу интересен. Значи, еве сум го запишал и во моето сценарио да се намали апанажата и да се продадат возилата за да се платат долговите на македонските млекари. Па македонската јавност можеби малку знае дека една армија на функционери, тоа се околу 1000. Откога ќе им помине мандатот, земаат 12 месеци плата без ништо да работат. Така. Да кажеме, еве тоа се од пратеници, суди, помошници министри, заменици министри, подсекретари. Значи тоа е една армија околу 1000 функционери во државата. И сите тие, значи, после нивниот мандат дури имаше една трагикомична ситуација, мислам трагикомична, може да се каже повеќе пред парламентарните избори 2008 година. На 2 дена, мислам дека еден пратеник од ВМРО ДП, не се сеќам, се даде оставка, на негово место дојде наредниот од листата, Драган Настевски. Тој се сеќам од Македонски брод, бидејќи еден пратеник кога се дава оставка, поранешен директор на Македонски шуми. Не, смислата ми е дека еден пратеник кога се дава оставка влегува наредниот од листата на негово место. И Драган Настевски влезе некаде 27, 28 беше мај, а 1 јуни се распушти парламентот. Беше само 2 дена во парламентот и по тој основ 12 месеци го следува апанажа. 12 месеци сега се прима плата, да кажеме, истата во висина на собраниската плата. И ние поднесовме да се измени тој закон, да биде некаде околу 3 месеци, го земавме примерот со Англија. Во Англија бев страшно изненаден кога видов дека во Англија пратениците имаат 3 месеци апанажа. А сега, ако ги споредиме економски, Македонија и Велика Британија, мислам, тоа е неспоредливо. Илузорно. Таму земат 3 месеци апанажата, изнесува 3 месеци, а во Македонија 12 месеци. И ние тоа го дадовме во предлог, во форма на предлог закон за изменување и дополнување на законот за надоместоци на републичките функционери. Од господинот Велјановски бевме известени дека е поделен, влезен е во процедура, сега како пратеници се постават према него, не знам. Вториот дел од предлогот е продажба на државните службени автомобили. Тоа е една армија на возила во Македонија кои што ги земавме, да кажеме, најамортизираните, тоа со, така да кажеме, понеатрактивни марки. Од сега вие имате возила во владата и по 200.000 евра, најлуксузните. Но ги земавме тие од општинските чиновници, најобични бюрократи што ги возат по општини, тоа е на голема бројка на возила. Значи да продадат таму, пресметаме тогаш 1000 возила, по некоја средна цена најниска, од 4 до 5.000 евра. Тоа е добра една бројка заедно со намалување на апанажата, а овие, како што слушам лекарите од Битолскиот регион, кажуваат дека со 4-5 милиони евра може да се обештетат комплетно. А со овие мерки далеко се надминува таа сума. Сега јас сум скептик дали со пратениците ќе се дозволат сами да се скратат во джебот, за да се изгласат ова мерки треба пратениците да дигнат по 2 прста. Ако дигнат по 2 прста, значи сега треба сами да се напалат од 12 на 3 месеци. И јас верувам дека во интерес на овој народ, бидејќи сите кажуваат дека работат во интерес на граѓаните, кога водат изборни кампањи, и сметам дека таа апанажа од 12 месеци треба да се намали на 3 месеци. Така. Добро, завршивме и со уште една тема, нели, економијата и земјоделството. Ајде малку да позборуваме за организираниот криминал, за борбата против организираниот криминал и корупцијата во Република Македонија. Претпоставувам во таа сфера сте многу стручни. Како вие гледате на она што го превзема владата во последните 3 години на тој план? Бевме сведоци на неколку спектакуларни апсења, меѓу кои беше и апсењето на градоначалникот на општина Струмица. Па во тој дел на почетокот, да кажеме, јас искрено верував дека со тие, да кажеме, акции што се водат од страна на македонските безбедносни органи, дека најпосле се воведе една новина, да кажеме, еве гледавме ние завршува во притвор суди, полицајци, да кажеме. И сега што е поинтересно, но гледајќи сега и критиките што пристигат од меѓународните овие представници во земјава, сега веќе се појавува основан сомнеш во тие, да кажеме, групни спектакуларни апсини што се прават, колку тука веќе се почутува таа презумпција на невиност што ја кажуваат. И сега што е поинтересно, голем дел од тие групни апсини што беа судска завршница беше во насока на ослободителни пресуди према нив.
И сега што е поинтересно, застрашувачко и за Македонија, што еве да кажеме тие масовни апсени сега што беа на граничните премини, каде што полицајци земале мито таму, кој 500 денари, кој 1000 денари, кој 2000 денари, да кажеме, сега криминал си е криминал и за 1 евро. Но сега гледајќи ја самата суштина на тој криминал, тоа е застрашувачко, бидејќи тоа бил еден систем кај што луѓето са бајле, држале колегиум на граница, полицајци меѓу себе, правеле колегиум како да земаат, значи тоа е сега, ја не ги видам можеби толку тие луѓе, бидејќи тие луѓе најверојатно веќе тоа го прават, има значи системски е нарушена целата таа концепција во борбата, бидејќи тие се огледуваат на врвовите. Бидејќи вие сега да имате една таков организирана форма на самата граница, да држите колегиуми, се договарате цела смена да зима мито, значи веќе луѓето сами меѓу себе размислуваат што правиме, се огледуваат значи на врвот, бидејќи до нив допират некои сознанија, значи таму ако они крадат по 20 евра, значи се крадат по 2 по 3 милиони на, значи тоа веќе имаме тука системот е нарушен во оваа смисла. Сега што кажавте, јас не сум баш многу поборник на тие групни така јавни апсени што се прават, бидејќи сепак сите ние сме луѓе со, да кажеме, со фамилии, со семејства, сега тоа се одразува врз сите нас. Инаку е таков случај како што спомнавте беше и градоначалникот во Струмица, господин Заев. И сега тука кај Заев има многу интересна работа, него тогаш го обвинија за проневера дека украл 8 милиони евра, така беше мислам таа некоја бројка. И Бранко Црвенковски како тогашен председател донесе указ со кој што определи помилување. И сега што е поинтересно, целата кампања сега што се води према Заев, се кажува не можеме ништо, аболиране од страна донесена мерка помилување од страна на председател. Тоа е една голема измама за македонскиот народ и сега тоа фрла врз мене сумнеш дека тука не е баш се чисто како што се најавуваше, бидејќи правниците знаат дека во законот има една одредба, без разлика ако се определи мерка помилување, не се задира во правата на оштетените во граѓанска, во парнична постапка да ја барат оштетата. Значи ако има украдени пари да се земат. И сега што е поинтересно, таква постапка нема. Значи ако државата беше оштетена, ако неколку приватни лица мислам се јавува дека биле оштетени, сега мене ме е чудно зашто нема кривична постапка, парнична постапка за обештетување и ако во таа парнична постапка се докаже дека направил штета Заев, значи парите ќе му се земат. И тоа е многу поинтересно што вие сега во Македонија имавме, сите знаеме, на криминална приватизација од 90-те години. И сега вие ако граѓаните ги ставите пред свршен чин да бираат, дали сакате луѓето во затвор да одат или сакате парите да им земат. Јас сум сигурен дека ако направите таква анкета ќе кажеме како затвор, да им земеме парите што ги украдува, да ги вратиме во буџетот. И сега кај Заев тука нема таков случај, сакате да кажете. Па тоа е сега кај мене сомнежот, бидејќи ако е така се зошто не водат постапка ако има украдени пари да му ги земат парите. Така. Значи сега цело време кампањата се води во друг колосек, се спомнува само помилувањето. Значи помилувањето да, но како што кажав, познато е дека постои законска можност, а никој не ја покренува таа постапка. Значи сомнежот е дека не се сигурен дека може да се успее во таа постапка. Ако се поведе. И во крајен случај Заев мислам дека мимо судските постапки најдобро својата така состојба се ја покажа на последните локални избори, кога еве сведоци бевме сите тука, катастрофално ја победи Бонева, мислам 2:1 колку беше резултатот, значи граѓаните му дадоа доверба, не веруваа на сите тие, да кажеме, активности што беа со сите тие апсења. И во една држава, да кажеме, надвор од судски постапки, од закони, кога граѓаните ви веруваат, тоа е најсилната, да кажеме, кој имате тој морален кредибилитет на действување. И јас еве повикувам и вечерва, ако има нешто, дај да видиме зошто нема граѓанска постапка, парнична постапка да се земат евентуално наводно тие украдени 8 милиони. Да, меѓутоа обвинението е дека се земени, туку дека државата оштетена за 8 милиони. Па нема парнична постапка, зашто државата не води парнична постапка. Така. Тоа не ја спречува, мерката помилување не е пречка сега да се поведат граѓанска постапка и дури многу интересно ако има цврсти докази во граѓанската постапка, ако се докаже дека се земени тие пари, вие значи без разлика што добил помилување, значи една морална димензија ќе добиете дека сте докажале во една постапка дека еве со една пресуда, али тоа го нема и застанува. Добро. Да одиме на актуелни теми. Најактуелно во Македонија во последниве неколку дена е македонската националната енциклопедија, издадена од страна на Македонската академија на науките и уметностите, чин кој предизвика да се крене голема прашина во Република Македонија. Како вие гледате на сите случувања околу издавањето на оваа енциклопедија?
Па јас гледајќи сите овие случувања околу енциклопедијата, за жал околу Македонија сега се плете една страшна разузнавачка игра од соседите и тоа е многу интересно, значи сето тоа сега што се прави на линија на таа српско-грчка линија, со цел да се наштети на Македонија. Груевски нек нас спомна нешто во својата изјава мрачни сили, дека над Македонија пак постојат некои мрачни сили, но сега има обврски да ги каже кои се тие мрачни сили, бидејќи таа страшна разузнавачка релација што Србија Грција што спомнав не може колку да се мокни тие служби, а српската служба како наследничка на таа КОС, популарна, неспорна дека е моќна служба се уште во овој регион, колку да се мокни не можат да го прават тоа што го прават без внатрешна поддршка, без внатрешни своји јатаци, како да ги кажеме, со работници во таа смисла. Сега тие мрачни сили се тука. И ги има и во владата, ги има и во академијата сега. Јас на времето кога бев во таа коалиција дури му укажував на македонскиот премиер, но во тоа време таа структура е многу силна. Се залагав да бидат експресно лустрирани и да ги нема, но за жал сега тие пребегани кадри, така да ги кажам, имат силно влијание. И сега да се навратам на енциклопедијата, значи тие креатори кои што ја пишуваат, тоа не е случајно. И сега видите, ја пишувале 7 години и ја објавуваат сега на 2 месеци пред да се од Европа извештуваат да биде ова визната либерализација извештуваат на Македонија за напредок за добивање датум за преговори. И не случајно е одбран, значи и тајмингот. И сега тогаш се одел значи на тоа сценарио да се предизвика двојна, така да кажам, некоја провокација спрема албанците. Ја видовме провокацијата што е, дека се наречени шиптари и тоа одредниците таму за УЧК. А за Македонија смислено се одел да се предизвика некоја реакција, бидејќи таму не третираат како словенска нација во таа академија, таа теза Киро Глигоров што ја кажуваше пред европските авторитети и на која сега Грција најмногу се повика во тие преговори, кога кажува дека еве и Киро Глигоров во тоа време кажа ние сме Словени, дојден во 7 век, а цело време сега па владата упорно сакаме да докажеме дека да кажеме таа македонска нација влече подлабоки корени. Господинот Паско Кузман, да кажеме, ја преора цела Македонија. Секој ден наоѓа по некој експонат што кажува дека врските се подлабоки. Значи се играло на таа релација да се предизвика тој револт кај албанци што се предизвика, тие тоа добро го знаеле, тие креатори што го смислувале ова, а биле свесни и тоа се докажа дека македонците кај македонците ја нема таа реакција, бидејќи ние секој пат сме тие фините, добрите во целата таа приказка што се водат веќе 18 години. И премиерот, ако се сеќавате, излезе со една изјава и кажува дека навредени биле нашите сограѓани денески, академијата излезе со еден став дека се непримерено навредени, а таму ствари се кажам се е вистина во таа енциклопедија, вистина дека имаше војна, дека терористи беа, дека командант беше Али Ахмети, во таа смисла. Но за жал сега ние македонците пак да не кажам сме длабоко навредени веќе 20 години наназад. И сега целата таа игра што се игра на штета на Македонија со добра потпора со академици кои што ги има, дури сега што ги добивме некои сознанија, имало академици, дел од нив кои што неколку пати биле во Белград. Така да кажем консултации, сега веќе се гледајќи ги веќе сами излегуваат, гледајќи кој ја пишувал. Значи сега останува на македонските државни органи да си ги преземат сите мерки и сега од ова фактички од оваа енциклопедија не се оштетени албанците. Тоа беше една привидна, една маска што се створи во јавност, еден револт према албанците, него вака како остане со оваа академија, со оваа енциклопедија најоштетени ќе бидат македонците. Фактички се бриша сето она за што се залага македонската влада. Ако се зацементира сега тој став, тој словенски став, карактер на македонската нација, тогаш веќе отпаѓа секој адут во тие преговори со Грција кои ќе се водат за името и сега останува да видиме во наредните денови како ќе се постави македонската влада. Ние како Народно движење за Македонија имаме, сега ќе почекаме неколку денови, имаме намера следната недела, ако не се расветлат работите како што треба, ќе поднесеме еден меморандум до академијата во кој што ќе кажеме целата вистина на таа разузнавачка игра во и околу Македонија сега што се води. Го планираме дека тоа некаде крајот на идната недела, каде што на отворено со приврзаници и членови така ќе одржиме на пресконференција на отворено и јавно ќе врачиме меморандум за тоа предавство што се прави сега со оваа енциклопедија. Значи така со еден збор кажано сега се извртија тезите. Се сврти фокусот према албанците дека они се незадоволни што барат, а во суштина фактички со оваа академија се крши македонскиот народ. Ако останат овие одредби, дури да кажеме во тие одредби свесно се занемарувале да кажеме некои значајни личности од нашата историја. Еве да кажеме сега сме во Струмица за Ристо Шишков, таму имало
колку што ми кажаат 2 збора. Нити збор дека репресиран, Значи, прогонуван. ниту јас сум ја читал енциклопедијата, ниту вие, меѓутоа нели дискутираме на она што сме го слушнале, што сме го прочитали и така натаму. Меѓутоа, симптоматично е тоа што забелешки на таа енциклопедија имаат поширок круг на луѓе. Значи, тука се албанците, етничките албанци во Република Македонија, тука се одредени личности, тука се одредени групации, како што се новинарите. Завчера слушнав, реагира и кинематографијата не е спомната воопшто во енциклопедијата, што е најдвор од политиката, Добро, не може... меѓутоа. Да кажеме, денес слушнав информација дека во енциклопедијата е спомнати на Владо Бучковски како поранешен премиер, и стоел податок дека за него се води кривична постапка, кој е... Тоа е непримерно, мислам. Тоа е апсолутно. Значи, станува збор за енциклопедија. Енциклопедијата е, според мене, нешто што е од национален интерес за една нација, како што е македонската, нели? Зошто е тоа, зошто се спомнуваат такви нешта кои таа енциклопедија треба да остане и по 50 и по 100 години како меродавно четиво, нели, за идните генерации. Можеби таа кривична пријава утре нема да важи. Така. Безпредметна можеби. Па поднесена кривична пријава не значи дека е осуден тоа. Апсолутно. Али тоа што го кажав не случајно. Реагира денес Лјупчо Ѓорѓиевски, извинувам, денес реагира Лјупчо Ѓорѓиевски, денес реагира Тито Петковски и така натаму. Значи големе има реакции во смисол за Никола Груевски има 100 и не знам колку реда, за Бранко Завренковски само 30 и така натаму. Значи реакции има. Има дали пострашно сега што тоа е длабоко осмислен чин, не е случајно ова се зборов и сега видите кој ја пишувал, јас како што кажав неколку од академици имаат одено во Белград на консултации и најстрашното од се видите сега таму што кажува дека НАТО, Америка биле агресорска војска во ова. Значи, тоа заборава. Реагира американска амбасада, реагира сега мимо другите британска амбасада. Ние знаеме дека нова држава најмногу можеме да заблагодариме токму на таа поддршка на американците. Ако не беше таа поддршка, до сега ние гледаме какви непријатели имаме во Германија, во Англија, во Франција, како од европските земји не може да очекуваме некоја поддршка. Тие имаат стереотипи према Македонија уште од балканските војни, кога ја делеле Македонија од тоа време и можам да кажам во момент бидејќи Америка како моќна сила можеби е најискрен пријател на Македонија и во некој случај таа одредница се не случајно е вметната таму. Таму одговарала на некој да ја предизвика таа реакција. И целиот лек за целата оваа ситуација беше лустрацијата, но за жал не заживија. Вие тоа Македонска академија тоа е едно дуло на соработници од поранешниот режим. Во ова јас за жал ги иззема од законот, нема да се спомнуваат нивните имиња, но еве да се случише таа лустрација, тие луѓе веќе нема да беа фактички на тие места, но за жал... Вие бевте поборник лустрацијата да се изврши за председателските кандидати, нели, пред изборите? Па да биде по-сеопфатна. Ова во Македонија се донесе еден козметички закон, една шминка, да кажеме, за да се задоволат тие критериуми на Европската унија. Тоа е една голема забава, една голема измама на македонскиот народ, бидејќи со лустрацијата ќе нема ништо. Тоа е интересно што напишале таму дека ќе важи од 44-та година до 2009-та, до денот на носењето на законот. Тоа се не смешни ситуации од 45-та луѓето веќе кои се изумрени, кои се во длабока старост и никој пат нема да бидат кандидати за носители на функции или пак носители на функции. А во законот има строг услов, може да биде лустриран само човек кој што е кандидат за носител на функција или е носител на јавна функција. И сега гледаме тие паради, пратениците суди како трчат во комисијата, подпишуваат изјави и сега произлегува дека никој не се плаши од таа лустрација. Фактички што ги прават тие пароди, али за жал од таа лустрација ги иззема академиците, ги иззема новинарите, ги иззема универзитетските професори и таму е вметната одредба тие може да се лустрираат само доколку сами посакаат. А илузорно е да очекувате вие некој сам да посака да се лустрира. Па така ќе имаме ситуација универзитетски професори со работници, да кажеме кои што дошли во тие системи и натаму да едуцираат македонската младина. Еве имаме академици, писатели кои натаму ќе ни сервираат фалсификувана историја. За жал такви се состојбите, одигруваат овие луѓе за така да кажем за странски центри, за странски служби, сега устанува на државата да се види нејзиниот институционален капацитет, колку е моќна да одговори на целиот тој предизвик. Еве господин Фали Ахмети пред неколку дена имаше една изјава на едно телевизиско гостување во Албанија, таму јасно кажа дека примирието во Македонија е нарушено. И сега ние сме биле значи во една илузија. Сите ни кажуваат дека 2001 година со рамковниот договор е постигнат траен мир. А сега во војната терминологија примирието значи привремена состојба. Значи не е решен војниот конфликт, повикувана војна. И од друга страна се чини дека завчера ја легнаа топката заедно со премиерот Груевски.
Па ја легна, откако сега интересна работа е што излегува се едно соопштение во насока дека се навредени албанците со целата таа конструкција, но за жал не се кажува фактички позадината. Со ова енциклопедија, ако остане таква, најоштетен ќе биде фактички македонскиот народ, албанците не се оштетени тука ништо. Тоа се невистини. Како вие го оценувате сега чинот на повлекувањето од дистрибуција на енциклопедијата и корекција на одредени работи? Па мене ако ме прашувате, таа енциклопедија сега треба да се запали. Да се запали и да се седне од вистински патриотски настроени членови во таа академија да се напише вистината, бидејќи таа, убаво кажавте, таа е еден документ кој што ќе остане за навек. А таму со таа енциклопедија се крши македонскиот народ. И ја не знам дали ќе се согласите со мене, меѓутоа треба да се стави резка дистинкција, дали се прави национална енциклопедија или енциклопедија на Република Македонија, бидејќи разликите се огромни, нели? Дали ќе правиме енциклопедија на македонската нација или ќе правиме енциклопедија на државата Република Македонија? И тоа е многу важно. Па најважно е сега, најважно е во старт да се каже принципиелно дали ќе правиме научен проект или политички проект. Така. Ако е политички проект, ќе ги извртуваме фактите. Ќе кажеме Али Ахмети не водел војна, бил борец за човекови права. Ако прават политички проект, треба така да напишат. А сите знаеме дека таа терористичка она во 2001 година не водеше војна за човекови права, него водеше војна да ја растури државата. Опозицијата бара од премиерот да се огради од енциклопедијата. Страшно е сега што сите фокусот го свртија према ова албанска провокацијата што е направена према албанското малцинство во државата. Но никој не ги согледува или не сака да ги согледа. Ова енциклопедија која остане така најмногу последици носи врз македонскиот народ. Тоа денес го рече Љупчо Ѓоргиевски. Пред да дојдем овде од други побуди, нели? Тој рече дека не е осуден претходниот систем кој владеел во Република Македонија. Значи, комунистичкиот режим не е осуден, туку е објаснет како некоја добра приказна во историјата на Република Македонија. Добро, он асоцира повеќе за дека позамашен простор му е даден на Лазар Колешевски, Крстит Ревски во тој простор, а помалку простор е даден, еве како што спомнав, на тие луѓе кои што биле прогонувани во тој систем, еве го спомнав Фарисо Шишков и да кажеме други некои помалку простор е даден. Но мене не ми е поентата, Љупчо спори од сосем други причини. Бидејќи Љупчо Ѓоргиевски века не е тајна, јавно кажува дека не се чувства како македонец, тоа не е некоја тајна, барем отворено кажува. Него смислата ми е тука што ако ние дозволиме ова енциклопедија да остане, најбитната одредница е мора да се смени таму децидно стои дека македонците се дојденци во 7 век. Сега произлегува дека ние сме дојденци тука, а дека албанците се стари како што викаше на времето Џефери со планините. Што едно извртување на тези, а од друга страна кажав дека Паско Кузман мака мачи ја преора цела Македонија, изваде бројни документи што артефакти што кажуваат дека корените влечат многу подлабоко потеклото на нова нација, и ако остане таа одредница за словенскиот карактер на македонската нација, тогаш ние фактички ја губиме битката и со името. Тогаш прочитав еден интересен податок дека коавтор во оваа енциклопедија и председателот Ѓорги Иванов, додека бил универзитетски професор, ги пишувал оние одредници за политичките партии, значи тоа е автор. Добро, тие не се спорни. Тој дел он што го пишува. Нема интересен за јавноста како податок, нели? Па во тоа време бил професор, го така. поканиле да го напише тој дел и тој политички дел сега како што не е спорен, значи спорни се тие прашања околу, барем за албанците, спорни се околу она Али Ахмети и така. тоа терминот шиптари, и тоа не случајно е избрана таа провокација. Сега да кажеме, можел тоа да се каже, да кажеме, од тука се кажува дека шиптарите се дојдени некаде 16-17 век, тоа можел да се каже албанците се дојдени во 16-17 век, тоа не. Но тие креатори, таа српско-грчка линија што ја пишувале што фактички им ја пишувале на нашите овие луѓе што одеа на консултации, смислено ја правеле таа провокација за да го предизвикат овој револт, и сметајќи дека со амортизирањето на барањето на албанците, кои што гледаме веќе им се задоволат, ќе се отстанат тие одредници, со нивното ќе остане другата, оштетената страна, македонската страна ќе остане оштетена, бидејќи никој не ги спомнува одредниците кои што се на штета на Македонија. Значи, сите реагираат и бугарите, бараат во таа книга да се напише дека Гоце Делчев е бугарин, дека Прличев е бугарин и така натаму. Значи, една лавина од реакции предизвика непотребно, ќе се согласите оваа енциклопедија, нели? Па предизвика реакција и што е интересно, кога се пишувал 7 години, можело да почека уште 2 месеци пред да помине таа визна либерализација. Сега не верувам дека енциклопедијата може да биде причина да се предомислат во Европската унија, бидејќи веќе најавија дека ќе ги укинат визите, не би требало. Така. Ali во секој случај интересно е што веќе и премиерот Груевски кажа дека тука има некои мрачни сили, а сега кога премиерот го кажува тоа, ние знаеме сите светски премиери, председатели
своите, да кажеме, однесувања ги темелат врз основно извештаите на своите разузнавачки служби. Да кажеме, еве американскиот председател Обама секој сабале првото кафе го пие со директор на ЦИА. Веројатно и македонскиот премиер секој сабале првото кафе го пие со разузнавачки служби. Грешка ли е, господине Бачев, тоа што ова е енциклопедија финансирана од владата, од премиерот, и истата ја промовираше премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски. Дали можел да не знае што Па биде се, сега јас не знам дали ја прочел, али тука нема ништо спорно државата да финансира таков национален проект, тоа се прави во сите држави. Страмота е сега академијата да бара да објави соопштение, да бара спонзорства од приватни фирми, донации за објавување на еден таков капитален проект, бидејќи самата академија се финансира од буџетот. Сакате ли да кажете дека и Груевски измамен со тој чин? Па сега тука не сакам да шпекулирам. Груевски дали е имал прочитано, неговите советници имале обврска да го прочитат тоа внатре. Он беше поканет таму, го покажа во јавноста. Треба да се знае што се финансира, нели? Да, го покажа во јавноста, даде поволни оценки за енциклопедијата. И сега ако има некој пропуст тука, треба се поведе таа интерна истрага да се види зошто советниците, дали случајно, дали намерно, во таков случај не требало да му советуваат кога ги пишуваат говорите. Јасно е дека советниците ги дават сите совети кога премиерот треба, кога има одредена активност. Дали мислите дека се нарушени меѓунационални